Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е председателот на ЛДП Горан Милевски. Господине Милевски, на позицијата председател доаѓате како не многу упознат политичар за пошироката македонска јавност. Смятате дека тоа може да биде хендикеп или предност за партијата? Опште е впечатокот во македонската јавност дека македонската политичка сцена е заситена од така наречените вечни политичари кои што за жал во изминат период не успеа да најдат одговор на најважните прашања за македонскиот народ. Ние сме сведоци дека животниот стандард секој ден се повеќе се влошува, граѓаните се повеќе се иселуваат од државата. Над 300.000 македонски граѓани веќе живеат и формираат цели колонии низ европските и прекуокеанските градови. Значи време е на македонската политичка сцена да настапат нови политичари кои што ќе се обидат да ги проминат работите, кои што гледаат од поинаков агол и ќе се обидат да ги променат работите во државата, и затоа сметам дека тоа не е хендикеп, туку е предност за ЛДП кој што избра, да речам, политичар кој што не учествувал ниту во ерата на комунизмот, ниту во ерата на транзицијата, па ниту сега во преродбата на ниедна државна функција. Во партијата ги имате Пенов, Жерновски, Јован Манасиевски. Тоа се политичари кои што се истакнати и познати на македонската политичка сцена. Сметате дека можете да воспоставите авторитети врзни во партијата? Мислам дека почнавме добро на Конгресот, започнавме затоа што на Конгресот дојде голем број од основачите во партијата кои што не се појавиле изминативе 5-10 години, и тоа е еден добар старт затоа што ми даваат поддршка, токму оние кои што влегле во оваа либерално-демократска идеја и ја формирале. Мислам дека советите на сите овие кои што ги набројавте ќе бидат добредојдени за мене за што поуспешно да е водам партијата. Мудроста, искуството и енергичноста на младите, мислам доколку се спојат ќе направиме добар исчекор за ЛДП во иднина. Го преземате раководството во услови на сериозна криза во Македонија. Каква разврска очекувате да има аферата Пуч? Аферата Пуч гледате дека доби на подсмев кај меѓународната јавност. Јас читав во македонскиот лексикон баш како се дефинира во речникот Пуч: авантуристички обид на мала група заговорници да извршат државен преврат, или второ мислење ненадеен преврат, државен удар. Што значи обеледувањето на аферите за криминал од страна на опозицијата не може да се третира за државен удар. Не сме во времето на Луи 14 кога тој сметаше дека државата тоа сум јас. Секој обид на менување на премиер да се третира како обид за нарушување на државата и државен преврат. Значи тоа време е минато. Во секоја демократска држава опозицијата се бори да ја промени власта. Особено ако има докази за криминал, е должна да ги обзнани. Не само опозицијата, туку секој граѓанин, затоа што доколку не го пријави криминалот, тој ќе стане соучесник. И не може да се третира обелоденување на криминал како државен удар. Тоа е должност на опозицијата и ние тоа мораме да го направиме, и мораат граѓаните да знаат со што, како работела оваа власт и со што си имаме ние работа во изминативе 10 години. Добра, ма власта го третира така. Како вие како опозицијски блок ќе се спротивставите на таквиот третман? Власта сака сега да ја изврти сликата, да го третира ова како обид за насилно рушење на власта, меѓутоа гледате дека немаше да се сруши власта, не учествуваше ниту полиција, ниту војска, ниту некој влегол во собрание насила, ниту во владата, а и владата не е таа која што може да донесе одлука да се промени или не. Премиерот, доколку се испостави дека ова е точно, а не се сомневам во тоа дека и самиот призна дека материјалите се вистините, единствена солуција му е да си поднеси оставка. Според мене да дојде една преодна влада, која што на неутрален начин ќе ги реши овие политички кризи и состојби во државата, ќе даде една судска разрешница, МВР неутрално ќе ги испита сите тие наводи за криминал кои што ќе се објават и ќе припреми едни фери демократски избори. Дали годинава или до година, таа изборите според мене неминовно да се случат доколку навистина се толку сериозни обвинувањата, а повторно ќе речем премиерот потврди дека се такви, и сметам дека такви луѓе не може да продолжат да ја водат државата. Единствено решение е оставка неотповиклива на премиерот. Очекувате тоа да се случи? Ако има морал и одговорност, очекувам тоа да се направи. Со оглед на тоа дека сте нов лидер, запознаени ли сте со содржината на така наречените бомби кои што ги најава Заев? Господинот Заев, синоќ имавме средба, ме информира за тие работи.
Значи, станува збор за сериозни обвинувања, содржината ќе дозволите да ја обзнани господинот Заев. Очекувам деновиве веќе да отпочне објавувањето на тие материјали, со кои што јавноста всушност ќе види каков се вид на прескушкувања се правеле и со што се занимавала актуелната власт. Со се, само со нечесно работење. Сметате дека е добра стратегијата на СДСМ да се одолговлекува во објавувањето на бомбите? Со месеци се зборува дека... Со месеци се зборува, меѓутоа мора да признаете дека во тие разговори има и приватен дел. Не може да се дозволи да се наруши некоја интима, да се нарушат некои меѓучовечки односи. Едноставно тие материјали требаше да се прочистат, да се извади само оној дел кој што е инкриминирачки, кој што ги засега државните органи и за тоа требаше време и сметам дека Заев тука не направи грешка што постапи така. Не дозволи како 2001 година да се искараат новинарите помеѓу себе за личните препреки и разговори кои што се ги имале, едноставно ќе се оди со материјал кој што е строго насочен на криминогеното работење на владата. Тоа значи дека има материјал во кој што се прислушувани новинари? Па да оставиме господинот Заев тога да го соопшти. Ја погледнавте снимката која што беше емитувана на YouTube и потоа во медиумите во која што се гледа како во премиерскиот кабинет разговараат лидерот на опозицијата Заев и премиерот Груевски. Какво е вашето мислење за снимката? Не мислам дека премиерот сериозно го сфатил Заев во неговите одговори и не мислам дека сериозно сметал дека Заев ќе му каже вистинскиот извор на информациите. Мене ме зачудува како дозволил премиерот да се врши снимање, да биде озвучен неговиот кабинет, бидејќи не е во прашање Заев. Утре во тој кабинет ќе одат светски државници и политичари и секој утре кога ќе влезе во неговиот кабинет ќе се плаши дека всушност премиерот го снима и дека утре си има расположение премиерот да си ги се неговите разговори и средби во кабинетот да си ги објавува на YouTube. Доколку е премиерот во прашање, доколку не е премиерот, тогаш станува збор за сериозно потфрлување на безбедносните служби кои што дозволиле во премиерскиот кабинет да се инсталираат системи за звучување. Тогаш и Министерката за внатрешни работи и сите кои што се поврзани со таа работа досега требаше да си поднесат оставки. Значи како и да е, овој случај треба да добие поинаква разрешница. А што се однесува до одговорите на Заев, јас ви кажувам, по моје Заев направил обид да го заштити изворот кој што или изворите оние патриоти македонски граѓани кои што не се согласуваат со овој начин на водење на државата и кои што дале материјали во интерес на државата и тие не треба да се судат. Вие гледате како завршуваат политичките неистомисленици и не може да си дозволи Заев да го каже изворот и несериозно од премиерот што очекувал да ма каже вистината кој му ги дал тие материјали. Лично му верувате на Заев дека документите и доказите како што вели не ги добил од странски служби? Јас верувам во она што го каже господинот Заев во јавноста пред граѓаните, дека тие му ги дале загрижени граѓани кои што сакаат да превенираат и да спречат на тамошно извршување на криминал во оваа држава. Господине Милевски, како сте задоволни од работата на вашиот претходник Андреј Жирновски? Господинот Жирновски само одлучи да не се кандидира за председател за нов мандат, бидејќи чувствуваше терет функцијата, извршувањето на функцијата градоначелник на општина Центар и водењето на партијата и во интерес на партијата одлучи да се повлечи и да ја обавува професионално функцијата која што му ја дале граѓаните, а тоа е да ја води општината Центар. Не е исто водењето на општината Центар со останатите општини, затоа што станува збор за едно место каде што власта секој ден прави невидени притисоци и врз администрацијата, и врз советниците, и врз градоначалникот и навистина е пеколно тешко да водите таква општина и потоа да му се посветите на партијата. Во интерес на партијата мислам дека господинот Жирновски ја донесе вистинската одлука. Дали сте задоволен од неговата работа во партијата? Во партијата, како и тој самиот што каже, ја подели на два периоди. Едниот период до изборот до 2013 кога максимално се вложи во партијата и вториот дел кога беше избран за градоначалник, кога малце ги занемари обврските во партијата и тој тоа го призна и на Конгресот. Значи генерално сме задоволни од неговиот начин на работа. Господине Милевски, ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и вас за поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Довидување до следната недела.